Кога се случи тоа, сите бевме избезумени. Јас ја знам сам по себе колку многу голем шок ми беше тоа на мене, не можам да замислам на фамилиите колку шок им било. Потоа јас наредниот ден возев право до Скопје. Во Скопје беа префрлени доста од повредените. Се трудев да соберам најразлични донации во неколку барови со помош од една исто така хуманитарна организација. Тие барови, оние на кои што ми требаше, си ги подигнуваат тие кесиња. Потоа почнаа да ги префрлаат во странство. Јас додека траеше целото тоа и на клиника, и градска, и воена, секаде кај што имаше повредени, секаде се движев. А нудев транспорт, значи нудев кочени Скопје цело време транспорти за фамилиите, за повредените, за било кој што му треба, нудев транспорт и возев. Буквално инволвирав колку што е можно поголем број на луѓе и ми се јавува. Секако што можевме да помогнеме, објавувавме на социјалните мрежи. Потоа почнаа да ги префрлаат во странство. Како почнаа да ги префрлаат во странство, почнав да објавувам податоци кој може таму да ги пречека, барем да се погрижи околу нивниот транспорт таму. Стварно огромна благодарност до диаспората која што се најде во тие моменти. А јас се трудев тоа цело време да го контролирам и кај што можам секаде да помогнам. До мене стигнуваа секакви информации и се трудев барем да ги спојам оние на кои што им треба да бидат споени, за да можат понатаму да си комуницираат и да си помогнат меѓу себе. Сапорт Гочани кој ден се формира од трагедијата? На денот на погребите. Кога се случија погребите, во градскиот парк имаше како едни штанчиња за окажување почит на починатите. Оние со фотографиите, така, и таму бевме собрани како помала група на луѓе, запаливме свеќичка. Генерално и тогаш и ден денес нема друга тема на муавет освен тоа во Кочани се збори само за тоа и стварно е травматично и тогаш ние истото го зборевме нели од типот како се случило, што се случило, како можеме да помогнеме, што можеме да помогнеме и тука се најдовме со Дарко Стоилов и со Иван Ивановски. Јас не можам да ви објаснам колку многу сум им благодарен на тие двајца луѓе. И Дарко и Иван мислам дека се тргнаа настрана сите нивни обврски околу самата работа што ја работат и се посветија на ова и двајцата. А Дарко конкретно беше на одмор, пошто тој работи во Холандија, беше на одмор во Кочани. Целиот одмор си го искористи за да го креира Супорт Кочани. Додека Иван исто целиот свој бизнис таа недела мислам дека го имаше запоставено, што се вика, значи изоставено само за да се насочи кон ова. Канцелариите ден денеска ги користиме, на некој начин ги отстапи.